Речиси 2 месеци градските власти знаеле оти кучиња скитници се хранат со човечки органи, но дури денес обелоденија во јавноста. Скандалот за кој инспекторите знаеле 50 дена според градоначалникот Петре Шилегов бил пријавен во обвинителството, но оттаму вели немало реакција. Денес преку видеозапис откри дека битолска фирма на депонијата истурала необработен и нестерилизиран медицински отпад, во кој имало и човечки органи од болниците во Прилеп и Битола. Наместо да биде согорен, отпадот завршувал во мелница, оти печката не работела. Во Дрисла има договори за медицински отпад со определени здравствени институции, овдека станува збор за лиценциран обработувач на опасен, односно медицински отпад, кој што би требало термички во својот капацитет, што го видовте, да го обработи и потоа така безбеден и сигурен да го достави до Дрисла на депонирање. Изјавата на Шилегов ја отвори дилемата, зошто локалните власти со месеци криеле ваков проблем кој може да биде опасен по животот и здравието на граѓаните. И зошто после 3 години власт, градскиот татко дури сега почна да зборува за незаконското работење на депонијата. Сме го известиле надлежното јавно обвинителство. Сме чекале да видиме дали воопшто нешто ќе се случи на оваа тема. И јас и минатата недела пуштив посебен допис, повторно, да добие градот како пријавител било каков фидбек за превземени действија. Нема одговор. И тоа е причината што ја мислам дека прекардашено и јавноста едноставно мора да биде запознаена со овие околности, затоа што не мислам дека се едноставни околности. Првиот инспектор на Скопје Богдановски пак велиот и за случајот реагирал по дојава од граѓани. Ова доле што го гледате овдека, значи тоа е исцедок од човечка крв, односно од медицинскиот отпад. Ева го ова е. И од целиот камион имаме истекување на, односно цедење на тој медицински отпад. Овој камион се движи нели низ нашите улици, не е дезинфициран. Опасниот медицински отпад на Дрисла бил носен со камион на битолската фирма Екоклуб. Тие имале интегрирана дозвола за преработка на медицински отпад, издадена од Државниот инспекторат за животна средина. Од подружницата на Екоклуб во Скопје денеска не сакаа да зборуваат со медиумите, но неофицијално велат и се уште имале документи за депонирање на медицински отпад во Дрисла. За случајот слушнале вчера. Скандалите за работењето на скопската депонија испливаа на површина откако бугарските власти запленија тони со РДФ отпад од Италија, носен преку фирма во сопственост на двајца директори во Дрисла. Директорот Горан Ангелов беше веднаш разрешен, а предпријатието експресно беше вратено во владение на градот.